комисии да функционираат во Република Северна Македонија. Овие комисии понатака ќе имаат активност да одат на терен во секое посебно училиште, посебни паралелки, да можат да направат една сондажа, да направат проценка на функционалноста на овие ученици, односно да видат дали наодот и мислењето кои што ги имаат овие ученици кореспондира со нивната функционалност, односно дали се во рамките на лесна интелектуална попреченост. Без да поставуваат диагнози. Без диагнози, веќе постепено го избегнуваме процесот на категоризација по однос на диагнози, што ни е препорака од страна и на Конвенцијата и од Комитетот на Обединетите нации за права на лица со попреченост. Откога ќе го направат овој процес, значи ќе видат со колка број на ученици кои што можат да бидат инклузирани во редовното образование, одма во моментот се прават работни групи, советодавни работни групи кои ќе разговарат со родителите. Што значи дека ова не значи принудно и морално инклузирање, односно отпишување, како што беше начално спомнато, отпишување на учениците од специјалното во редовното образование, туку според Конвенцијата мора да им се даде на родителите право на избор, но да им се спомне правото во најдобра корист, во најдобар интерес на детето. Најдобриот интерес на детето, односно на оваа категорија со лесна интелектуална попреченост, е да бидат во редовните училишта. Меѓутоа, тоа не ги ограничува ако родителот инсистира да биде ученикот да продолжи во посебното образование, да си остане во посебното образование. Да спомнам само дека функционално ќе бидат анализирани децата од сите деца во оделенска настава. Оние ученици кои што се во предметна настава, значи од 6 оделение па нагоре, нема да бидат предмет на анализа, односно тие ќе си останат таму кај што се до сега.